Македонија долго време е критикувана во меѓународните и домашните извештаи за несоодветни услови во затворите и со тоа за нехуман третман на лицата кои се на издржување на најтешката казна во македонското законодавство, казната затвор. Во Идризово се сместени повеќе од 3/5 од затворениците во целата земја. Неговата пренатрупаност е клучен проблем во изминатиот период, бидејќи се забележани ситуации во кои во оваа институција биле сместувани и повеќе од двојно поголем број на лица од предвидените капацитети. Пренатрупаноста на затворите води кон други секундарни проблеми, како што се несоодветни услови за сместување, загрозени хигиенски и санитетски услови, како и отежнато одржување на редот и безбедноста во затворот и спречување на конфликтите внатре. Тоа воедно значи и ризик за здравјето на затворениците, но и пречка за хумано и ефикасно управување со затворите. Секако не треба да го заборавиме и влијанието на пренатрупаноста на затворите, на намалување на просторот за образовни, културни, спортски и други активности во затворот. Градењето на нови сместувачки капацитети во казнено-поправниот дом Идризово е всушност една од мерките кои ги превземаме за подобрување на условите за извршување на санкциите во Република Македонија. Во тие рамки изградени се објекти во отворено оделение за сместување на 294 осудени лица, изграден е објект во полуотворено оделение за сместување на 252 осудени лица, келиите се за сместување на 4 осудени лица со бања, предвидени се заеднички простории за престој, работилници, фитнес сали, келии за лица со посебни потреби, шеталишта и игралишта. Изградена е пречистителна станица за отпадни води, извршена е реконструкција на постојан објект кој се адаптираше во тренинг центар за одржување на обуки и проверка на знаења на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Македонија. Реконструирана е административната зграда, набавена е опрема за негово функционирање, односно набавена информатичка опрема, опрема за симултан превод, кујна, мебел, за сите простории во објектот и така натаму. Најавувам дека наскоро ќе биде ставен на јавна дебата и законот за извршување на санкции, а секако при програмирање за користењето на идните европски фондови значајно внимание ќе биде посветено на понатамошното подобрување на условите и во други затвори во Република Македонија. Со отварањето на новите капацитети на Идризово, посакувам негативните оценки за состојбите во затворите, како оние изречени од Советот на Европа во 2016 година и во извештаите на Народниот правобранител, но и во извештаите на невладините организации кои работат во сферата на заштита на човековите права да станат минато. Но исто така посакувам еден ден овие капацитети кои што денеска ги отвараме да бидат празни или барем полупразни како резултат на намалување на стапката на криминалитет во Република Македонија. Во првата фаза изградени се 10.000 квадрати по современи европски стандарди за напредување на состојбата во нашите установи. Како што каже и министерката, ние сме тука да го направиме престојот на лицата лишени од слобода да биде функционален, ефикасен и нивното враќање во средината да биде практично со нови вештини, со нови знаења, да бидат продуктивни во нашето општество.